Агенцијата за млади и спорт и Цевитана со легендата на спортското новинарство Зоран Михајлов ви ги представуваат македонските спортски легенди. Овој пат, почитувани гледачи, ќе ви представаме една интересна фудбалска личност. Кариерата ја почна во Македонија, ја продолжи и заврши како активен играч во Австралија и тоа со голем успех. Тој стана и репрезентативец на Австралија и учествуваше на многу меѓународни надпревари, бранејќи ги боите на таа земја, а претходно своите квалитети ги искажа, но не би рекол докрај, настапувајќи за фудбалскиот клуб Вардар. Предпоставувате, станува збор за Жарко Оџаков, фудбалер кога го познавам уште од младешките години, од оние години кога како пионерчи и младинец тамо го гледав на помошниот терен на Вардар покрај градскиот стадион заедно со неговите другари. Потоа и кога бев во Вардар како генерален секретар, еден период соработувавме, а потоа дојде времето кога Жарко Оџаков не напушти во 1983 година и замина за Австралија и тамо направи навистина една блескава кариера на која што се сеќаваат не само македонците таму, туку сите воопшто љубители на фудбалот. Па Жарко, еве ги минутите посветени на тебе, па кажа во воведот дека во Вардар почетоци, како изгледало тоа време и како се одвиваше твојата кариера? Па, Зоки, здраво на тебе и на твоите гледачи што не следат. Многу сум благодарен што ме покани и на некој начин сум изненаден. Мислев дека дигна раце од мене, нема да ме викнеш во емисијава. Ама еве дојде. Ама дојде и пак ќе повторам, многу сум тој благодарен. 27 години како сум вратен од Австралија, каде што играв и живеев со мојата фамилија. Па за моите почетоци би рекол дека тоа беше давната 1969 година. Се пријавив по препорака на моите учители од основното училиште, Јана Московенски, каде што учев. На селекција бев селектиран од тогашниот мој и ден денеска ценет тренер Ванчо Трпевски. И така почна моето патување низ фудбалските води се до 1990 година. Играв тогашната граница беше 14 години, бевме пионери, додека сега е веќе доста дупло пониска. Да, 7, 8, 6 години пионери, тогаш ние на 14 години тогаш игравте повеќе во училиштите дворови на улица. Да, тоа секако. Малски улица, екипи малски, секој ден. Па може да кажам и доста бев прекоруван од мојот покоен татко, што нон-стоп бев и играв фудбал. После школа не се враќав дома, но тоа беше љубов и ден денеска е тоа. Значи во Вардар играв краток период за пионирската екипа. Исто така мора да кажам дека настапував и за пионирската репрезентација на Македонија. Бевме на некој турнир во Борово, се сеќавам. Да, имаше тогаш турнири. Да, турнири имаше. Набар го преидов во младинската екипа на ФК Вардар. Тука престојував нормално 2-3 години, исто така настапував за младинската репрезентација на Македонија и ја представував Македонија, а исто така и со Вардар на клубско првенство, како можам да кажам, секоја година бевме прваци на Македонија во младинска категорија и секогаш ние ја представувавме, скоро секогаш, некој да не ми замери, ја представувавме Македонија на тие клубски надпревари во Југославија. За првак на поранешната држава. За жал не направивме некој успех, туку генерацијата после нас стана прваци на Југославија. Морам да напоменам дека настапував и за младинската селекција на Југославија. Играв доста утакмици, меѓу другото и квалификации за Европско првенство, кој се одржуваше во Монако 1973 година.
И тогаш можеби требаше се случи мојот пресврт во рамките на Југославија, каде што беше побарано, тогаш Кајганич, се сеќаваш на него, дојде од Црвена звезда, голман. И тогаш беше побарано да Вардар не плаќа пари, туку јас да одам во Звезда како младински репрезентативец и талент. Се надевам дека сум бил, но не се оствари тоа, можеби другачие ќе одеше мојата кариера и мојот живот ако се оствареше тоа. Ти остана во Вардар и веќе во 1974 година го потпиша и оној прв договор со Вардар. Тоа беше можеби одма после празниците 1, 2, 3 јануар, знам дека потпишав професионален договор, јас и Ѓорги Тодоровски, Џони, потпишавме и станав професионалец, иако се уште бев уште 6 месеци средношколец. И така да, но можам да напоменам дека пред тоа, уште пред да потпишеме договор, ние неколку души, Ѓорги Јовановски, Џони Тодоровски, Мицевски, игравме за куп за првиот тим на Вардар, сеќавам, мислам дека против Слобода и ја победивме во Скопје. Така да пред тоа настапувавме, тогаш имаше втор тим на ФК Вардар, сигурно се сеќаваш, настапувавме тука со второлигашки екипи. Имаше и лига. И лига имаше, и така да се калевме, имавме доста шанси преку тие надпревари. И еве, само би заокружил дека настапував и за млада репрезентација до 21 година на Југославија, имам доста надпревари. Сега би се вратил само да кажам дека сум имал чест, значи ми било чест да работам со големи имиња на македонскиот фудбал и ден денеска, значи кои ми биле тренери. Ќе почнем од Ванчо Трпевски како прв, па потоа Сократ Мојсов, Шулинчевски, Андон Дончевски, Мирко Илиевски, понатака и Златко Илиевски, за жал покојниот, добро, млад почина. Така да, доста големи имиња. Во првиот тим веќе Часлав Божиновски ми бил тренер меѓу другите. Зборувам за македонскиот дел од тренери. Струката. Од Струката, да. Таа 74 година, како што кажа, предав во прв тим и играв во прва лига, игравме до 76 година. За жал, кога за еден гол со раднички низ се требаше да победиме дома. Вардар испадна, беше во втора лига. И 3 години се до 78-79 година, кога со Стјепан Бовев влеговме, игравме во втора лига. Јас играв само 2 години, може и година и пол во втора лига, затоа што одма кога испаднавме заминав во наслужење на воениот рок. Се вратив и продолжив се до 82-а, крајот на 82-а, бидејќи 83-та само припремите ги направи со ФК Вардар и замина за Австралија. Сега тие денови во Вардар, некако и љубителите на фудбалот очекува после оние први почетни години твои, па настапи за младинска, па за млада репрезентација на Југославија, да блестеш, да станеш стандарден во првиот тим, но не се случи тоа. Секогаш излегуваше некоја пречка во твојата кариера и ти не го даде својот максимум, ми се чини, во Вардар и не го постигна она што го очекуваа љубителите на фудбалот од тебе. Па за жал... А за разлика од тоа, па потоа, кога отиде во Австралија, блеса со сиот свој блесок, така да кажам. За жал, Зоки, не 100% и повеќе од 100% си во право и тоа еве цел живот така ми стои на душата. Не постигнав што мислам дека можев. Долги години ќе бидам, значи, 100% отворен. Го кривев овој, го кривев оној, но сепак сватив дека се било до мене. Значи, јас во Вардар не можев да бидам, немав само доверба. Едноставно, еве и сега доаѓајќи навака вчера и денеска, спремајќи некои надписи, гледав, најдов многу каде што напишал дека малце вулгарно псовките и викањето доста ме спречувало. А и не знам, некој како нешто да беше
излегуваше дека татко ми бил генерален директор на некоја фирма, па после некој зборија бил генерал у војска, затоа сум играл, а татко ми сирот беше обичен автоелектричар. Така да нема врски за да настапувам, но не постигнав тоа што јас очекував. Нешто ме спречуваше кај мене лично, значи еве сега Тука и психологијата е во прашање, исклучиво, тој страф исклучиво. од публиката веднаш со излегувањето да не почнат да скандираат. Значи јас кога игравме надвор, горе-доле секогаш бев и Бобек, еве легендата на југословенскиот фудбал, кажуваше ти си секогаш најдобар кога играме, вика надвор. Даваш поише, кој дојде дома ти се сечат нозете. Така беше. Не знам, нешто ме кочеше на градски стадион, тој убав и сакан стар градски стадион. Нешто ме спречуваше, а тоа е таа психологија што не верував во себе дека можам да знам еве една случка да одиграш максимум. Да одиграм, знам една случка, Буцо Маровиќ ни беше тренер, игравме против Велеш пред да испаднеме. Јас во животот мој, например, никогаш имаше доста шутери во нашиот тим, никогаш не ми дозволуваа да шутирам слободен удар, за разлика во Австралија 99% головите ги давав од слободен удар, дали од блиско и од далеку, исклучиво. Не е битно. И сега тоа игравме против Велеш, наместена топка на 25-30 метри, Пауновски требаше да ја изведе, а Буцо Маровиќ беше нешто казнет, седел, ми кажуваа на трибина и како нешто проценил дека овој ќе ми ја турне на мене и станал од место, немој то да радиш, викал, не му давај демек топка. Ќе му пропасти. Да. Ама ете се случи чудо, Енве Марич, еден од легендите на голманите, па не само Југославија и пошироко. Европа, свет. Да. Значи дадов невиден гол и Буцо како што сакал да седне, рипнал и вика браво, добар потез ово. Така да одма се сврти, да. Но да се врата вака малце посериозно, да ќе кажам дека не сум задоволен од тоа што постигнав во Вардар. Не само не сум задоволен и колку утакмици одиграв, нормално, не бев цело време стандарден. И некако сум благодарен на Бобек што он кога дојде, кога влеговме во прва лига, он ми даде доста поверење, веруваше во мене, така да по големиот дел од надпреварите ги одиграв во негово. Па да, еве и немаш малку надпревари, да ти кажам, според статистиката што ја извади 109, имаш постигнато 9 голови. Сега тоа не мора да е точно горе-долу, али меѓутоа тука над 100 е за 8 години. Па толку имам 13 надпревари годишно. Првенство, а пријателските не ги сметам, пријателски да, вкупно, али 109 ти благодарам, ама мислам дека се малце. Да, по 13 годишна, тогаш 34 утакмици, знаеш како бевме. Да. Така да, може 50% сум одиграл тоа што би требало. И сега како дојде, еве ти да одиш во Австралија, тогаш многу се зборуваше дека има македонски клуб Престон Македонија, дека бараат фудбалери, дека сакаат да направат нешто во шампионатот на Австралија, да покажеме дека еве и македонците тука се присутни и има квалитетни фудбалери. И сега ти опиши ни ги тие моменти кога пресече еве да ја прекинеш љубовта со Вардар и да заминеш во Австралија. Кој беше тој што еве ти укажа на тоа и ти замина таму? 82 година, мислам, или 81 за тренер дојде Вукашин Вишњевац во ФК Вардар, после заминувањето на Бобек. 82 година веќе, значи летниот период ги поминав припремите со Вишњевац дојде 82, да, летниот период. Или прва или втора, али излеа втора. Затоа што Бобек беше, Бобек паузираше 6 месеци поради операцијата во Хјустон. На срцето, Часлав ја водеше екипата и после доаѓа Вишњевац, затоа што Бобек сами откажа, луѓе, не можам да ја преземам одговорноста. За жал. Да. Бидејќи со Бобек сепак имавме добри резултати. Се вративме во прва лига, и првата година 79-80 за прв пат
Бевме 6 или 7, тоа е прв пат во историјата на ФК Вардар Да. и со позитивна гол разлика. И сега да се вратам 82 дојде Вишњевац, ги поминав припремите и мене начинот на кој он мене ме форсираше во екипата со неговиот стил на игра, што замислил не ми одговараше и во тоа време ми се укажа прилика некој ми кажа дали сакаш да играш мал фудбал во Америка. Ја отидов кај тогашниот председател Џорџа Николовски, му викам, слушај, испитав, не треба исписница, бидејќи е мал фудбал, ја отидов за Америка, Форс се викаше Клубот таму. екипата од Кливленд, Охајо, и отидовме двајца од Србија, и јас и голманот Иванчевиќ, многу познато име југословенско, од Партизан. Отидовме таму на проба. Значи, само јас и Иванчевиќ ја поминавме пробата и останавме таму, подпишавме договор и играв месец и пол многу успешно. Тоа беше припремен период, но Малиот фудбал беше многу многу атрактивен. популарен, да, многу. Тогаш играше Америка. Слободан Илиевски Цобе, голман, беше во Сент Луис, легенда на Многу малиот популарен фудбал, беше таму многу во Америка, популарен. да. За жал и он почина многу млад. Но таму што се случи? Се случи да подпишаниот договор немаше некоја важност. Значи клубот можеше или да те врати дома, или да те проба ако си да те Да останеш продаде. или на друг клуб да Да, а можеше значи и на улица. Значи професионализам Нема тука. нема, сентименталност нема и тоа ме уплаши, а бидејќи во меѓувреме мојот колега Џони Тодоровски веќе беше отиден во 82-ра, он отиде за Австралија, Престон Македонија од Мелбурн клуб. И ми имав покана од него да одам и јас во клубот и така да јас на брзина прекинав таму со малиот фудбал, се вратив во Македонија и почнав така да ги вршам работите околу виза и тоа се оствари во февруар 83 година. Проблеми од Вардар немаше, Проблеми бидејќи одиш нема, во да. наш клуб таму на македонците. За жал морам едно нешто само добро ме подсети. Значи јас поминав 14 години во ФК Вардар. Так, криво ми е што последната утакмица ја одиграв во Скопје, не ми дадоа ни едно цвекенце да кажат фала или срекно таму каде што ќе одиш. Но тоа што е тоа се случи. Заминав за Австралија со жена ми и син ми во Престон Македонија. Имав фантастична прва година, значи 90% од сезоната бевме први на табелата. Во која лига? Во главната лига или? Да, Филипс Лиг се викаше, Да. Филипс Лига. Тоа беше лига од цела Австралија. По тоа се менуваше начинот на такмичење, но во тој момент двете години кога настапува за Престон, Како тоа беше Суперлига, што ви Суперлига рекли, на ниво од на цела цела земја. Австралија, така. Да. И како што реков, таму беше Џони Тодоровски, јас и се охрабрија раководството на клубот, донесе многу македонци родени таму. Така да клубот беше скоро 70-80% од македонци и имаше некои Што ви рекле наши деца. Да, наши деца. Невидено имавме публика за тој стадион, секоја 7-8 илјади беше полн, толку собираше. И Тренер? Тренер беше Питер Олертон. Тој е поранешен, он беше тренер и играч. Поранешен репрезентативец на Австралија. Да. Да. Он беше, значи, влегуваше по потреба или добар резултат Сам или нешто, ќе оцени повеќе кога, беше малку тренер, така, да. Протрча. И првата година и имавме успех, како што реков, бевме скоро цело време први, но ни се случи една несреќа, двата центарфори наши, едниот скрши нога, Гери Ворд, а Клод Лучеси замина, за жал, таква беше лигата аматерска, мораше по службена должност, таму каде што работи, да замине негде, не знам, во некоја држава и он тоа не можеше да го одложи. Тоа пред се му беше Да, екзистенција жива. екзистенција, да. И му кажував тогаш на Џон Бранов, се викаше председател, дај председателя да земе бар еден центар. Не, добри сме ние, он воодушевен до тогашниот успех, нема потреба и така да
останавме второ и трето место, бевме трети, делевме со Сент Џорџ, Сиднеј Сити беше прв, тоа е без никаква навреда, еврејски клуб. Значи, беа тие во тогашно време еден од најуспешните клубови во Австралија. И таа година бев прогласен најдобар фудбалер во Викторија, значи, тоа е државата каде што каде што е клубот, практично. Мелбурн као главен град. Играв за репрезентација на Викторија, исто играв. Но, што се случи? Втората година донесоа многу така наречени звезди, шкоти и енглези. И се измеша работата. Се измеша работата, го сменија Олертон, затоа што ја испушти командата од не можеше да ги контролира ново дојдените фудбалери. Чак не успеавме, бевме шести, не успеавме да се пласираме ни во плейофот на лигата, на шампионатот. Австралија. Некој Бил Мареј дојде, што никој не го знаеше. И сега заврши втората година, мене ме викна таму, бара од мене да го намалам договорот, а и тој така беше намален, што да ти кажам. За тогашни услови македонски беше добар, но за таму и јас никогаш не размислував дека негде ќе треба да одам надвор од македонскиот клуб. Така ме уценија, јас не се сложив да го намалам договорот. За жал на 29 години ме префрлија да играм во младинскиот тим, таму настапував 3 месеци. Доаѓајќи од тренинг. Тамо беше и како тренер на младинскиот тим? Не, само играв. Тоа е ко втора екипа, да? Као втора екипа на тимот и оти не сум бил послушен, ме префрлија. Јас само едно кажав, зошто само на македонците, а тоа така беше, само на македонците барате да го намалат договорот, демек немале клубот. Зошто не барате од сите? Ама вие сте наши, овона, типична македонска работа. И една вечер доаѓам дома, жена ми вика, те бара некој човек, јави се јавувам. Тој човек беше Тони Врзина, или они како што го викаат понивно, Тони Вржина. Тој беше тренер, менаџер од Мелбурн. А во тоа време Ведран Рожич, познато југословенско име, да, во Кроација. Доаѓа во Кроација, во втора лига, 84 година, и ги внесува во прва лига. Кроација влегуваат. И овој човек, Тони Вржина, му се јавил таму на него и на председателот. Вака и вака, нормално Ведран Рожич ме знае, се знаеме. И ми организира, отидов таму, за 5 минути се договорив. Еве секој што го, колку и да звучи нескромно, за прв пат се почувствував најдодом кога ме чекаа со лимузина како голема фудбалска звезда. Така да третманот беше тој. Може и подетално нешто, ако ме прашаш, ако те интересира да кажам, ама имав 3 години, незаборавни години. Па кажи ни, ајде за почетоците, кога отиде таму. Да. Рожиш, што ти вика? И таму дојдов... Што ти вика, нашинес, добро дојде, зашто тогаш бевме уште 2 години поред бевме шампиони, тие доле медалите на Австралија. Еве ги медалите, тука ќе ги покажеме после. Имавме по 1, 2 до 3 најмногу порази во секоја година, имавме страшен тим, значи беше составен од репрезентативци на Австралија и дојдени како Емил Драгичевиќ од Динамо, Румора Анте исто од Динамо, Петковиќ од Задар, Јурин од Шибеник, значи тие беа од тогаш. И ти се вклопи, ти одговараше таа средина и заигра. Види како што првата утакмица ја одигра феноменално за Престон Македонија, значи така исто првата утакмица за Кроација ја одигра феноменално, дадов гол невиден од слободен удар. Така да ми тргна работата секаде, ми одеше работата некако, за разлика од Вардар, бев психички растеретен, верував во себе, правев нешто што и самиот не верував дека го правам. Ама сигурно имаше тука подршка и од соиграчите, мислам, новија посебно. Имав голема... Хрватските фудбалери што имав сега во подршка, например, сегашниот тренер на Граем Арнолд, репрезентативец на Австралија, кој игравме 3 години заедно во Сиднеј, Кроација. Сега е тренер на прваците на Австралија, Сиднеј FC. Он играше центарфор, голгетер.
он ми вика ти не трчај, само стои у кругот и само давај ми топки. Дели. Ја ќе трчам, вика, и за тебе. А он стварно можеше да трча. Но Зоки, ти ме знаеш, ја бев тркач, Не можеш да бев веруваш. работник, да, и покрај другото, skillful, тоа значи skillful, како би го пределен на македонски, со талент, така некако би дошло на македонски, значи не само што имав талент за да проиграм, да протурам топка, како што викаше мојот тренер во репрезентација, што покасно ќе кажам, мислев, вика он изјави 5 минути пред сите мисли Жарко Џаков. Значи ја бев ценет таму бидејќи и работев, и трчав, и дуел игра, значи во сите правци. Не стоев само дајте ми ја топката па да јас ќе ви дадам, а вие трчајте. Не. И полека се издигна во вистинска звезда во Кроација и во австралискиот фудбал. Веќе ги да. вртиш очите кон себе и на оние врвни стручњаци и на селекторите на националниот тим на Австралија. Жарко Џаков, дете на Вардар. За Жарко имам само добри мислења. Штета што не направи Жарко Џаков фудбалска кариера во Македонија, во Југославија. Штета што таа скопска публика не го прифати него. Иначе он не го заслужи тоа, тие свирежи не ги заслужи, затоа што он максимално на секој натпревар даваше не 100%, него 200%. Кога отиде во Австралија, он направи добар трансфер таму и можем да кажем дека он таму се прослави и си ја направи својата фудбалска кариера позитивно, па одигра околу 30 натпревари за репрезентацијата на Австралија. Со голема почит. Исто така, можам да кажам за Жарко Џаков дека е прекрасна личност, добар човек и му посакувам се најдобро.